da se smiriš, ti jezero moje. Една деценија откако Нина Спирова ја отпеа Езеро мое, Охрид и регионот се најдоа на листата на заштитено светско културно и природно наследство на УНЕСКО. Низ добрите, но и лошите времиња што следуваа, растеше градот, растеше туризмот, но и притисокот врз се што создале природата и претходните генерации. По децении живот на Вересија, сметката стигна на годишниот собир на УНЕСКО во Баку во 2019 година. Време е за заедничко, координирано делување. Простор за компромиси по ова прашање нема. Владата успешно лобираше за Охрид да не влезе на листата на подрачја во опасност со ветување дека ќе се реши градбата, отпадните води, планираните патишта и железници или се што може да ги загрози културата и природата. Помина 1,5 година и стигна нова сметка од УНЕСКО која вели дека многу малку од ветеното е реализирано. Владата повторно уверува: ќе постапуваме по препораките, а што значи тоа да постапуваме по препораките, ќе видите во наредниот период. Иако министерот не објасни, на сите веќе им е јасно што треба да се направи, но кој е виновен што тоа досега не се случи? Една од најголемите забелешки на УНЕСКО се дивоградбите во крајбрежниот појас, па дежурен виновник логично е локалната самоуправа. Актуелниот градоначалник во гостување на ТВ Телма не прифати одговорност и изјави дека имал само 6 месеци да сработи нешто. Лична одговорност не чувствувам за тоа што сум придонесол и јас и локалната самоуправа за подобрување на состојбите, а не за влошување. Како и да звучи градоначалникот, факт е дека тој сега има задача да урне се што се градело на диво со децении. За целата операција му требаат многу повеќе пари отколку што има или му дава владата. Колку пари сега ви требаат за да срушите она што... За целиот процес на отстранување на сите bespravни објекти? Може да 60-70 милиони денари ќе ни треба. Има овие пари и можности? Општината ги нема. Сега ние добивме од влада 6 милиони и со тие средства ќе продолжиме, меѓутоа сме во постојана комуникација. Дека му помогнале на Охрид со пари за рушење дивоградби следниот ден, потсети и министерот за транспорт и врски. Притиснат од новинарите за лоцирање одговорност што работата дојде дотаму, Бочварски ја врати топката. Доколку некој нема волја да работи и да ги решава проблемите кои што му се дадени во ингеренција од граѓаните на непосредни избори, тогаш ќе ги превземе сите можни чекори со цел овој статус на Охридскиот регион да не биде загрозен. Овие изјави се само дел од низата која не навестува дека некој ќе презеде политичка или морална одговорност за досегашните грешки пред да се тргне во нивно исправање. Андон Бојаджи од Комисијата за управување со Охридскиот регион и раководител во Националниот парк Галичица вели дека вина има на повеќе места. Дел од институциите не биле доволно посветени, дадените задачи се спроведувале со пропусти, а имало и притисоци врз комисијата. Еден од проблемите беше различни органи во државата, различно ја толкуваа препораката мораториум на градба и мораториум на донесување на урбанистички планови. Се потроши сериозно време што значи зборот мораториум, како да го толкуваме. Општина Охрид имаше мораториум до октомври. Како наближуваше октомври, така почнаја веќе градежни активности, вклучително и во Националниот парк. Ние регистриравме 3 такви, значи од октомври навака и подготвивме потребната документација во согласно со Законот за заштита на природа и актите кои ги имат установата, пријавивме до надлежните институции, се надевам дека институциите ќе ги превземат мерките кои се во рамките на нивните надлежности. Според Бојаджи, уривањето на дивоградбите и усогласувањето на новите детални урбанистички планови со планот за управување со регионот се најтешките, но се само дел од предизвиците, а сето тоа смета тој вреди. Добивките се многу големи, реклама која со ниедни пари не може да се плати. Значи, има веќе податоци кои потврдуваат дека имаме такво ниво на туристички активности, односно приход од туризам, главно бидејќи регионот е на листата на УНЕСКО. Анкетирањето на особено странските гости за причините, односно мотивите зошто го посетиле регионот, во најголем број случаи се бидејќи е на листата на УНЕСКО. На нацрт извештајот на УНЕСКО, владата реагираше по неколку дена откако премиерот Зоран Заев ги собра надлежните министри. По состанокот имаше само соопштение без оценка кој потврлил и дали од некого ќе се бара одговорност. Индиректно сепак владата си ги призна дупките.
Беше договорено владата да преземе итни чекори за стручно, кадровско екипирање во најрелевантните институции како што се Завод и музеј Охрид, Управата за заштита на културното наследство, Управата за заштита на животната средина и другите институции во сферата на заштита на животната средина, а истото се очекува да го направат и општините во своите надлежности. За волја на вистината, Присутна на состанокот беше и министерката за култура Ирена Стефоска, која е и председателка на Националната комисија за УНЕСКО. За 360 степени таа вели дека секоја институција презела одговорност, но во насока на тоа што итно треба да се спроведе во својот домен. одговорноста на, така да кажем, на Министерството за култура е зајакнување на професионалниот кадар, на инфраструктурата и логистиката на Музеј, Завод и заштита Охрид. Истото се однесува и за Управата за заштита на културно наследство. Значи, тие се двете клучни институции без кои не може да функционира заштитата на регионот во делот за културното наследство. За активистите од граѓанската иницијатива Охрид СОС, новите задачи не се доволни. Инсистираат на одговорност од сите министри и градоначалници затоа што не е завршена домашната работа. Тие се всушност челниците кои е неопходно да одговараат, вклучително и оние служби кои биле вклучени, како например за урбанистичко планирање во рамки на самите општини, инспекцијскиот надзор, потоа и во министерствата и во општините, бидејќи додека ние не санкционираме активен носител на функција кој го прекршил законот, и не само што го прекршил, кој помага да се носат закони во корист на нечи личен интерес, кој ги изигрува законите, кој бара дупки во законите, ние нема да можеме да работиме во служба на јавниот интерес. Единствениот спас за Охридскиот регион според Велковска е тој да биде ставен на листата на подрачја во опасност. Само така смета таа ќе има вистински притисок и помош од меѓународната заедница. Од една одговорна власт, најмалку што се очекува е таа самата да побарала од меѓународната заедница да биде овој регион ставен на листата на светско наследство во опасност, а не да го користи своето време, енергија, ресурси за да лобира таа фактичка ситуација да се зашминка. Според правилата на УНЕСКО, впишувањето на листата наследство во опасност значи алармирање на меѓународната заедница и охрабрување итна акција заедно со Комитетот за наследство и домашните власти, преку креирање посебна програма со корективни мерки за итна обнова на загрозените вредности. Дополнително се овозможува и итна финансиска помош од Фондот за светско наследство. Министерката Стефоска признава дека ова може би е единствениот спас за Охрид. Искуството на посега на Центарот за светско наследство на УНЕСКО, при УНЕСКО, покажува дека пишувањето на некое добро или регион на листата на опасност се покажало како ефикасно за самото добро, природно и културно, бидејќи потикнало многу побрза акција за заштита. Ако тоа потикне многу повисока свест, ако институциите ги тераат работите согласно правилата, прописите и не се толку бавни во акцијата, ако институциите пак за санкционирање исто си ја вршат својата работа, тогаш за доброто на Охридскиот регион ставањето на листа во опасност не е нешто катастрофично. Дека делови на Охрид и на езерото се сменети до непрепознатливост, најдобро гледаат охриѓани, барем тие што ние ги прашавме. Таквиот развој не им се допаѓа. Беше порано нова традиција. Сега нема ништо од тоа. Се прави нешто ново. За час излеваат, растат хотели, ресторани. Колку е исправно, колку не е исправно, тоа има луѓе што треба да мислат за тоа. Штета е Охрид да го изгуби тој епитет на град на УНЕСКО. Многу е жалосно тоа, значи за луѓе охриѓени, таа го сеќаат. Кога не би било таа заштита од УНЕСКО, не знам, мислам дека пола од знаменитостите што останале од некогаш во Охрид денеска не би биле. Но бројот на дивоградби и притисокот во Охрид и понатаму да се гради, говорат дека многумина предност му даваат на развојот, без оглед на брендот град под заштита на УНЕСКО. Можно ли е да се постигне баланс меѓу двете струи?